Добро вечер, почитувани жители на Табановце. Убава е гледката да се биде во вако голем број и да бидеме ваши гости. Благодарност до сите вас што излеговте да не слушнете во овие попладневни доцни часови или оваа вечер. Табановце е влезот во Македонија. Значи Табановце сите го знаат пограничниот премин, но сигурно дека Табановце ние кумановци го знаеме и по луѓето, по добрата насмевка, по добриот прием, по домаќинлукот на луѓето. И еве и вечерва тоа вашето гостопримство се покажа на дело. Табановце не се разликува ниту од едно друго село во Куманово и Кумановската општина, во најголем дел ги има истите проблеми и тие проблеми ги знаеме многу добро. Знаеме дека многу што во Табановце не е направено и многу што треба да се прави. Значи, ако кажавме дека се одликувате како изразито добри домаќини, покажани, докажани, вредни луѓе, едноставно треба да се направи многу повеќе, да ви се даде можност вашиот домаќинлук, што би кажале, да добие онака право светло. Знаеме дека Табановце има два извора за вода, а и едниот и другиот не се во онаква функција каква што треба да биде. Водоводот во Куманово во нашата програма го ставивме да го превземе и да го раководи и да го сервисира, да ги сервисира сите селски водоводи во општина Куманово. Зошто? Затоа што едноставно се покажа како пракса дека водоводи има, постојат во неколку села, секаде главен проблем е нивното одржување и од добра издржливост и издашност на изворите доаѓаме во позиција да селото нема вода. Тој исти проблем знаеме дека го има и Табановце и тој проблем во нашата програма го решаваме. Нешто слично, значи во делот на одржување на гробиштата и овај слично решение, значи ги интегрираме и обврската општина Куманово преку јавните предпријатија кои што ги формира си ја превзема да водоводните системи кои што се инсталирани, онаму кај што ги има, да ги одржува, сервисира, нормално да тоа биде на една соодветна цена која одговара на статусните и социјалните можности на граѓаните и жителите, и тоа сигурно дека ќе биде во согласност и тоа ќе биде одлука на Советот кој што ќе одреди цена и така натаму, што сигурно не би била голема. Многу повеќе да тоа функционира онака како што треба. Еве сега додека разговаравме овде, истиот проблем го имате секаде. Скоро секое населено место има проблем со канал и канализација, истиот проблем го има и Табановце. Табановце во суштина се простира и може да кажеме дека е село доста големо во делот на површината која зазема и сигурно дека решавање на канализациониот систем нема да биде едноставно, но знаеме дека во претходниот мандат од 2009 до 2013 година се направија проекти за регулирање на канализационите мрежи и пречистителни станици, каде што и Табановци имаше свое место, но еве видовме тој проект апсолутно не отпочна, освен проектот кој што се направи на хартија, неговото извршување, инаку да подсетиме дека Советот, каде што ја лично сум гласал, даде поддршка на овие проекти, но извршувањето, реализацијата од страна на градоначалникот актуелен не беше воопшто, не се влезе во решавање на тие проблеми. Продолжуваме со сите оние работи кои што се проблем во Табановце. Знаеме дека проблем се патот, исто проблем, автопатот пред година дена се пушти во функција, буквално село Табановце, излезот кој што го имаше со години и години, беше блокиран, буквално се изнесе излезот од селото многу подалеку и сега тоа ви представува проблем и тоа покажува дека едноставно некој не води сметка за потребите на граѓаните, на жителите и едноставно се водеше сметка само да профункционира тој автопат, а не беше пречка како што се направија во некои други села, знаете, на излезот од Долма Којнаре има излез од автопат, такво нешто можеше да се направи овде. Но очигледно е дека за такво нешто треба да постои партнерство на локалната власт со централната власт, без разлика од кој политички партии доаѓаат,
кога е во прашање интересот на жителите, граѓаните и така натаму. И мислам дека тука исто така, тој пусти и на битката меѓусебна на едните и на другите, повторно не дојдоа во позиција да седнат, да разговарат и да го најдат решението, вклучувајќи и таа клучка на автопат. Затоа, знаеме дека проблемите овде се и од исклучиво од инфраструктурни, инфраструктурни проблеми, и тие проблеми ќе мора во најбрзо време да ги решаваме. Во нашата програма ставивме дека нема да има домаќинство во општина Куманово, без разлика дали во градот, дали во село, да нема канал, вода и асфалт. Тоа е наша обврска и затоа е локалната самоуправа. Мора во наредниот период да се фатиме во коштец, ако сакаме да влеземе во Европа, мора да ги решаваме тие проблеми. Мора да воведеме канализациони системи и пречистителни станици. Тој проект е направен за Куманово, има проект и ние ќе влеземе во негова реализација. Сигурно дека и Табановци ќе биде дел од тоа. Ќе го направиме патот од Бузова Мала до Сланиште. Значи тоа е патот кој што буквално го поврзува целото село од едниот на другиот крај, и ако стоиме овде на тој пат, наша обврска ќе биде буквално да биде реализиран. Не се тоа огромни средства. Средствата само треба да се менаџираат добро. Факт е дека во изминатиот период имавме проблем со приоритетите. Не може да бидат приоритети одредени активности на локалната самоуправа, не може во ред. Убаво е и да имаме странски звезди доведени на плоштад. Убаво е да имаме и странски кошаркаши и ракометаши и така натаму. Но тоа не е приоритет. Приоритет е секое населено место да има канал и вода. Тоа е разликата на концептот кој ние го заговараме. Ќе имаме ние кошарка и ракомет, ама ќе имаме со наши играчи, ќе имаме со наши ракометари, со наши кошаркари. Ќе воведеме и во делот на образованието. Ние ќе ги стимулираме професорите по физичко, по музичко и така натаму да прават секции преку програмите кои што ќе поминуваат во Совет, ќе бидат финансирани, а не дечињата да плаќаат по 10 евра за да играат кошарка или да свири на мандолина или хармоника. Не, ние ќе ги плаќаме професорите во училиштата за воредни активности наставни, тие ќе ги едуцираат нашите деца, општината ќе превземе, и јас верувам дека во таква ситуација многу брзо ќе излезат нашите кошаркаши, нашите ракометари и ќе играме и во Европска лига, затоа што во 100.000 жители сигурно дека ќе имаме 5 до 10 таленти кои што ќе водат главната игра во тимот, а не едноставно буџетот да се празни на поединци кои што не доаѓаат од Куманово. Нашиот систем ќе функционира буквално од нас, граѓаните на Куманово, жителите на Куманово, до нашите жители, до нашите граѓани на општина Куманово и на секое населено место, затоа што вие се вложувате во овој град треба да ви врати на вас. Тоа е разликата на концептите кои ние ги заговараме и на приоритетите на кои ние ќе пристапиме. Не може да има населено место каде што ќе немаме буквално нормален живот. Затоа, почитувани граѓани, драго ми е што сте во толку голем број, драго ми е што одвоивте време. Во наредниот период ќе видите по добивањето на довербата од граѓаните на 24 март. Ќе видите дека за кратко време Куманово ќе се промени. Затоа што разликата меѓу мене и моите против кандидати ќе видите уште во четврток на дебатата, за која сигурно на телевизија Нова ќе ја гледате, и добро е да ја гледате дебатата. Одлучете вие кој и проценете кој е тој што со искрена намера, со честна намера, одговорно пред граѓаните заслужува да ја добие вашата доверба, и верувајте дека во брзо време по добивање на изборите на 24 март ќе приметите дека Куманово оди во сосема друга позитивна насока. Едноставно граѓаните ќе добијат многу повеќе можност, и овде само да напоменам дека ќе влеземе активно во економски развој. Економски развој мора да го потикне општината. Ако имаме автопат коридор 10, ако имаме блиску граничен премин, сето тоа се добри услови за развивање на економска зона. Затоа сме ставиле една во близина на потегот меѓу Табановце, Четирци, Горно Којнаре, кој е во ваша близина, и таа индустријска зона ќе профункционира. Ние воведовме во програмата мерки, кои што мерки буквално ќе го потикнат развојот,
ќе вработуваат луѓе, точно е дека ингеренциите на локалната самоуправа се мали, но мерки има да се потикне. Ако може една општина Илинден да стимулира вработување, да стимулира погони, развој, нема фирма која не отвори таму погон, апсолутно можеме тоа и ние да го правиме. Нашите услови со близината на граничниот премин и укрстувањето на коридор 8 и коридор 10, ние мора да изменаџираме процес, да излобираме и тоа е обврска на градоначалникот да доведе инвеститори. Тоа ние ќе го направиме. Јас тоа ќе го направам со овие луѓе кои што стојат позади мене и ќе ја приметите разликата дека во наредниот период Куманово ќе има нова слика и ќе се развива во сосема друг правец. Ви благодарам на сите вас што вечерва бевте тука уште еднаш на 24 март број 3 кандидати предводени за советници доктор Караджински, го знаете сите, и број 3 кандидат за градоначалник Виктор Цветковски, најмладиот кандидат, најенергичниот и оној кој што буквално во наредниот период ќе се вложи најмногу во Куманово. Оваа функција бара енергија, сила, не може секој чест, но ова е напорна функција и реално функцијата не дозволува од неја да се оди во пензија. Треба младите енергични луѓе кои што сакаат да се докажуваат да ја добијат довербата. Ви благодарам уште еднаш, драго ми беше што ве видов, ќе се видиме пак и по победата ќе продолжиме со активностите овде кои што ги кажавме и ќе приметите дека тоа ќе биде за прв пат реализирано во историјата на македонскиот плурализам. Ви благодарам уште еднаш на сите вас.